почитувани гледачи. Ова е емисијата Македонско издание, која што од 1. октомври 2017 година се емитува исклучиво на нашиот сајт www.macedonianedition.tv. Јас сум Победа, уредникот, водителот и продуцентот на оваа ваша телевизиска програма, која што, како што ни велите вие, секогаш со нетрпение ја очекувавте на вашите телевизиски програми, додека се емитуваше на телевизија Роџерс, а сега ја гледате на екраните на вашите компјутери. Ова е 411-та емисија поред на Македонско издание, која што е последна во оваа година. Инаку, како што знаете, почитувани гледачи, секогаш во последната емисија покрај редовната програма емитуваме и новогодишни и божични честитки до вас од наши бизнисмени и спонзори на емисијава од Торонто и околината. Емисијава ја започнуваме со материјалот што го снимивме на Климентовата вечер, која што се одржа во црквата Свети Климент на 8 декември 2018-та. Честито мој голем ден, Свети Климент, да го славиме уште многу години, да не си ги забораваме нашите корени. Сме биле македонци, ќе останеме македонци, да сте ми здрави и живи. Сега ќе се представи малата игровна група. Господу, помилуй.
Presveta Bogorodica, Sveti Klimen pomagaj, Veliko ime, Presveta Trojica, Presveta Bogorodica, Sveti Klimen pomagaj, Veliko ime, Presveta Trojica, Presveta Bogorodica, Sveti Klimen pomagaj. Управата и вработените во канадското македонско место во Торонто им пожелуваат на сите своји станари и на сите македонци среќна нова 2019 година и весел Божик со музички дел од веќе традиционалниот божиќен концерт организиран од Том Васос и неговите пријатели, а во чест на неговата 94 годишна мајка, која што беше долгогодишен станар на канадското македонско место. Овој концерт, кој со задоволство го следеа станарите на канадското македонско место, се одржа на 13 декември годинава во долната сала на домот. Raise your hand if you're Spanish. Raise your hand if you speak Spanish. Raise your hand if you speak Macedonian. Okay, forget about you. This song's Spanish. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Año y felicidad. Everybody, I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Hanukkah. Feliz Hanukkah. Feliz Hanukkah. Prospero año y felicidad. Feliz Hanukkah. Feliz Hanukkah. Feliz Hanukkah. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a happy holiday. I wanna wish you a happy holiday. I wanna wish you a happy holiday from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Everybody, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Good job. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарајте ги на 416-755-9231. Во денешната емисија уште еднаш сакаме да ги споменеме најзначајните настани во македонската комуна во 2018 година. Карасага, организирана од доброволците при црквата Свети Илија од Месисага, уште еднаш ја представи Македонија во најдоброто светло помеѓу големиот број на другите павилиони на нациите. Во продолжение проследете дел од овој успешен настан кој се одржа од 25 до 27 мај годинава.
Macedonian Open беше исто така значаен настан кој традиционално се одржува во организација на канадското македонско место. Во продолжение проследете дел и од овој настан кој што се одржа на 10. јули годинава. Почитувани гледачи, овде на Macedonian Open 2018 година го сретнавме и Брајан Георгиевски, кој што е исто така голф играч. Меѓутоа, порано ја представуваше Македонија во rowing. So, changing your career, why that happened? Rowing was fantastic, thanks to all the support of all the Macedonians throughout Canada and North America. Golf is just something I took up over the last 5-10 years since rowing, and I've succeeded at it so far. No true reason as to why I wanted to change, but any sport I can represent Macedonia in is a good one. So this is a new sport in Macedonia. How do you think you will be successful, you and the organizers that are organizing this? There's been about 4 tournaments so far that the Macedonians have competed in over in Europe. My goal is to sort of bring more of a youthful appearance to the tournaments across the world. A lot of the tournaments so far that we're competing in, professional golfers that like Tiger Woods and Jordan Spieth have golfed in. So I think if they see Macedonians like myself competing, it might bring forth a lot more Macedonians across the world to take up the sport and raise the profile of the sport in the country. So basically, you live here in Ontario, and when you need to compete, you go back to Macedonia. Yep, yeah, I have a dual citizenship. I've had a passport in Macedonia now for 5-6 years. I had to pick that up for rowing. Yeah, I go back to Macedonia, compete with the team, come back here, train and practice throughout the summer and winter, and then go back over there for any of the events that I have. Good evening, everyone. Everybody have a good time today? I'm truly honored and privileged to be here today, and thank you all for attending in support of our annual golf tournament at CMP. This is our 76th annual tournament, and it's our largest fundraiser that we have for Canadian Macedonian Place. However, we're also celebrating another event tonight, or today, and that's the celebration of 40 years that the home has opened. Our founders, our original founders, actually had a vision for Canadian Macedonian Place before, having established something for residents and a cultural center. And people like, John Miko Sr., Gotza, Van Petrov, etc. They worked hard and tirelessly to make Canadian Macedonian Place their dream come true. Therefore, they rallied the troops, and 40 years later, we're here celebrating not only a golf tournament, a fundraiser, but something that's near and dear to all of our hearts. It's really up to us right now to keep the torch lit. We've got the tremendous support. We have a great board of directors of Canadian Macedonian Place.
I look over here, I see Marilyn Trentos. Thank you, Marilyn, 9 years of being president of the Agricultural Association. And we continue to support them. We always thank them. I saw Jordan Bishop here earlier. Past president was here. I think he's left yet another event. Chris Pallier, Stan Thomas, all supporters of Cavalry Tournament, but years of dedication and hard work. So with your support, we'll continue to have this tournament, continue to have a fabulous environment for not only our residents at Canadian Macedonian Place, but our entire community. Through CMPF, through our foundation, we not only support the home, however, we also support other important aspects such as the Canadian Macedonian Historical Society, the language program at the University of Toronto, our local churches, the United Macedonian Diaspora. I saw Jimmy Dyke was here earlier today. So in essence, CMP has become not only a pillar to our local community, but also a cornerstone for the entire Macedonian diaspora. I think our founders are going to be really, really proud. So I'd like to once again take this opportunity to thank each and every one of you for your support, your dedication, and your continued support. And just want to pass on some thank yous. All the staff at Station Creek did a great job today. Thank you. Certainly can't forget Slavka, Margarita, and Shnezana. Thank you. We're making some great zoning right now. The Macedonian ladies for making all the zoning. Our student volunteers that came to help us out. Thank you so very much. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарајте ги на 416-755-9231. Секако, Македонскиот филмски фестивал во Торонто, кој што се одржа по 13 пат од 19 до 21 октомври, беше еден од поважните настани во комунава, од кој во минатата емисија ви пренесевме делови од снимениот материјал. And for our executive director, Virginia Evans, Virginia, if you could come up, and we'd like to present these to you. These are from all of the committee. So thank you so much. Well, let me assure you, I can't do it by myself. And I do some things by myself, but really and truly, I cannot organize all the e-tickets and all the Facebook and all that. А сега следуваат неколку информации за професионално и поволно дизајнирање на вебсајтови. Побарајте ги TJ Hosting на 647-547-3061. На сите своји клиенти, собствениците на TJ Hosting им ги честитаат новата година и Божик. За грижлива нега на вашата коса и незино професионално стилирање, побарајте ја Елизабета на 647-281-5501. Елизабета им ги честита новогодишните и божичните празници на сите своји клиенти, пожелувајќи им добро здравје, среќа и просперитет. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарајте ги на 416-755-9231. А сега следуваат неколку новогодишни и божични честитки. Петар и Марко Јановски, собствениците на Јановски Country Tops, им ги честитаат новогодишните и божичните празници на сите своји роднини, деловни пријатели и на сите македонци, пожелувајќи им среќа, радост и благодет. Власниците на оптичкиот дукјан Bolju Vision заедно со своите фамилии им ги честитаат новогодишните и божичните празници на сите своји клиенти, посекувајќи им благодет и просперитет во наредните 12 месеци. Јулија и Славе Димитрови им ја честитаат 2019 година и божичните празници на својата фамилија и на целиот македонски народ, посекувајќи им добро здравје, радост, среќа и просперитет во годината што следува. Стоматологот доктор Нада Ивановски од Мисисага им ги честита престојните празници на сите своји пациенти и им пожелува
остварување на сите нивни желби во 2019-та. Кони Паркинсон со своите синови Джордж и Паул им ја честитаат новата 2019 година и божишните празници на сите македонци каде и да се наоѓаат, со желба следната година Македонија да проложи по патот на просперитетот и на тамошната афирмација. А сега во продолжение да проследиме една музичка номера. Следната песна и цело Скопје, еден убав чочек, среќна нова година. Наздраве срце. Čaršija da krena, Skopje da se veseli. Srce da ti zaigra, gradi duša. Tebe da te opiva, Skopje čaršija da reči, sumera pesna duša da si reči. I celo Skopje čaršija da gleda, otpusti me ja, kako me se gleda. Skopje, čašija da gleda, otpusti gleda, kako me se gleda. I celo Skopje, čašija da leži,
Ајде, многу поздрав за нашиот камерман, уредник и водител Олега Пескачева и македонско издание Среќна нова година. Благодариме. На сите мои клиенти кои имаат купено животно осигурување преку мене, им ја честитам новата 2019 година и Божик и им пожелувам добро здравје, среќа и радост во годината што следува. Вашата грижа за својата фамилија ја поддржува и оваа програма и за тоа од срце ви благодарам. При крајот на емисијава ја најуваме и прославата на Василица, традиционално организирана од управата на црквата Свети Илија од Мисисага. Оваа година Василица ќе се прослави на 12 јануари 2019 година со почеток во 7 часот во Capital Banquet Center, што се наоѓа на 6436 Dixie Road во Мисисага. Ќе ве забавува оркестарот Бисер, а ќе гостува позната фолк звезда од Македонија и Владко Миладиновски. Покрај богатата вечера ќе има и лотарија, а традиционалниот зелник со паричка ќе биде поделен пред полноќ. Цената на картите е само $75. Дојдите сите, порачуваат од управата на црквата на чело со председателот Коле Димески. Почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за ова 411-та празнична емисија на македонско издание, инаку последна во оваа година. Оваа емисија можете да ја следите исклучиво на интернет на www.macedonianedition.tv. До наредната наша емисија, кога повторно ќе бидеме заедно, ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно и довидување. Play